Уште една предистрага е отворена во обвинителството поврзана со пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во кој загинаа 62 лица. Во неа се опфатени инспектори од УЈП, но и лица од други институции. Државниот обвинител Љупчо Коцевски не сакаше да открие повеќе детали, освен дека се проверуваат повеќе инкриминирачки дејствија. Откако ИРЛ објави пораки помеѓу Михајло Јованов, синот на газдата на Пулс, и инспектори од УЈП, ДПИ и полицијата, Коцевски вели дека во моментот кога било покренато обвинението со 34-цата обвинети, немале докази за инспекторите од УЈП, до нив дошле покасно. Тој не сакаше да ги коментира изјавите на премиерот Мицкоски. Обвинителите велат докрај ќе ги испитаат сите сомнежи. Со завршување на обвинението не значи дека заврши и постапката за Кочани. Овие податоци што беа изнесени од страна на истражувачката лабораторија не се ништо нови. Сите овие пораки се испратени до одбраната. Сите овие пораки се испратени до судот. Сите овие пораки ги имаше и Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа, тоа се многу малку пораки во однос на она што обвинителството располага во моментов и има таму можеби уште на 10 инкриминирани дејствија, што значи дека постапката воопшто не е ниту затворена во однос на не само на УЈП, и на евентуално други некои институции. Политиката е една работа, работата на јавното обвинителство е сосема друга. Јас и понатаму ќе работам честно, поштено и законито, а другото се го оставам на политичарите. Еден од инспекторите со кој комуницирал синот на газдата на Пулс е инспекторот од УЈП Драган Паунов, кој инаку е брат на ВД председателката на Кривичен Даниела Димовска. Прашан околу тоа дали обвинителството ќе истражува евентуални влијанија врз постапката, државниот обвинител Коцевски не одговори конкретно, но верува дека нема да се пропушти ниту едно инкриминирачко дејствие. Постапката е тајна, не можеме да ви кажеме ни евентуално кој би биле потенцијални сторители на кривични дела, меѓутоа сметам дека ја запамтивте изјавата моја на почетокот, кога реков ова е ерозија на системот. И останувам на тоа и ценам дека јавните обвинители, верувајте дека нема да пропуштат ни едно дејствие, ниту некој евентуално потенцијален сторител што извршил некои инкриминирани дејствија, а да не биде опфатен со истрага, односно со обвинение. Обвинението за пожарот во Пулс според најавите од Кривичен ќе биде оценето до крајот на неделава. Предметот за осумничените полициски службеници од Кочани и Штип, па кој го води обвинителството за организиран криминал и корупција, се уште е во истрага. Инаку Советот на јавни обвинители денеска констатираше дека завршува мандатот на председателката Душица Димитриевска, а изборот за нов председател е одложен до завршување на изборите.